Зошто земјите престанаа да користат ракети за разбивање облаци со град? Постарите генерации сигурно се сеќаваат на времето кога ракети и артилериски гранати беа испукувани кон облаците за да се спречи град или силно невреме. Целта секогаш беше иста – да се заштитат посевите и имотот од штетните ефекти на природните непогоди. Ракетите и артилериските гранати кои се користеле за спречување на град и невреме носеле супстанции како сребрни јодит или течен азот. Тие честички во атмосферата делувале како јадра околу кои влагата се кондензира, па наместо град се пожмирал ситен дожд или облакот се разбивал. Денес ваквите ракетни системи се користат многу малку. Причините се големите трошоци за ракети, гориво и персонал. Постојат безбедносни ризици бидејќи станува збор за експлозивни проектили, а научната заедница се уште дебатира за нивната ефикасност. Некои држави преминаа на користење авиони или дронови што испуштаат реагенси во атмосферата, што е како што тврдат многу побезбедно и поефикасно. Се уште постојат вакви програми денес. Во Кина беа користени за време на Олимпијадата во 2008 година кога се спречувал дожд над стадионите, како и во Русија каде Москва традиционално разбива облаци за парадите на 9 мај. Во поранешна Југославија од 60-тите години па натаму системите за противградна заштита биле широко користени, особено во земјоделските региони каде посевите биле чувствителни на штетата од град. Противградна заштита со ракети во минатото постоела и во Македонија, но последните години системот е запоставен, застарен и не се користи.